Над него роневме солзи, не олутува, ни мирисаат рацете по неговото чистење. Често го презираме додека сме мали, но тој е еден од најчесто користените прехранбени производи во нашата кујна – крумидот. Па со јадење под пршки, некој жив салата. Джебренкички, крумитче и винце екстра правда. Користиме го салатичка со ваѓета и викаме си таа салата спратовка. За рецептите во кои го вклучуваме крумидот да бидат повкусни, треба да знаеме како да ја одбереме најубавата гламица крумит. Треба да биде здрав крумидот, треба да биде цврст, да не е мек, да не е шо мек, него бива да ќе проникне. А здравствените придобивки на крумидот се познати уште од времето на старите граци. Настинати сте? Тогаш треба да јадете крумит. Дијабетичар сте и имате проблеми со остеопорозата. Епа тогаш крумидот повторно е добар избор за вас. Одличен е за љубовните лудори, а го чисти тенот и зидовите на цревата. Една главица крумит е еднаква на збир на сите потребни витамини за човековото тело. Особено е богат со калиум, сулфур и различни олигоелементи, со витамините B1, B2, C, E, K, P и каротин провитамин А1. Потекнува од Азија, а во Месопотамија и Египет се одгледувал уште пред 6 милениуми. Денес е еден од најраспространетите растенија на светот. Во нашите краишта доаѓа во средниот век преку Италија. Иако исто како и во љубовта предизвикува солзи, не ни паѓа на памет да се откажеме од него, со исклучок на некои секти во Индија, кои не јадат крумит бидејќи се верува дека тој има афродизиско дејство.